Почитувани, наместо веднаш да ја повлече скандалозната одлука за помилување на осудени криминалци и наркобосови, Силјановска-Давкова без стрепнување се обиде да ги измами граѓаните. Та има дрскост да тврди дека не знаела за криминалните досиеа на, како што вели, интересни ликови, префалајќи одговорноста на Комисијата за помилување. Ова, почитувани, не е ништо друго освен класична манипулација и подценување на интелигенцијата на граѓаните, вклучително и на оние што гласа за неа. Но вистината е јасна. Последниот збор за помилувањето го има Силјановска-Давкова. Комисијата дава само мислење, а одлуката е исклучиво неизина. Ова го потврди и член на комисијата кој недвосмислено ја лоцира одговорноста кај председателката на државата. Во овој огромен скандал клучна е улогата на Министерството за правда. Министерот за правда од движењето Знам мора да одговори на едно јасно прашање. Дали Министерството за правда дало позитивно мислење за помилување на криминалците и наркобосовите? Министерот за правда должи одговор пред граѓаните. Зошто молчи додека скандалот се разгорува? Дали тој лично се согласил со ослободувањето на луѓе кои им ја загрозуваат безбедноста на Македонија? Бараме од кабинетот на председателката веднаш јавно да го објави мислењето на Министерството за правда заради транспарентноста која толку многу ја ветува. Јавноста има право да знае дали има криминален дил на највисоките нивоа на власта. Очигледно е дека учеството на Знам во оваа влада не е мотивирано од државотворни цели, туку од мрачни криминални побуди. Наместо правда, гледаме неправда. Наместо борба против криминалот, сведочиме на директна заштита на криминалците и наркобосовите. Овие помилувања, почитувани, го разоткрија тесниот сојуз меѓу ВМРО ДПМН, Знам и подземјето. Силјановска нема страм што криминалците и се заблагодаруваат јавно, затоа што ова е само исплата на долгови што власта ги има кон нив. Со злоупотреба на функцијата на председателката, оваа влада на ДПМН ги става интересите на криминалците пред интересите на граѓаните. Македонија се претвара во опасна држава, каде криминалците се ослободуваат без одговорност, каде правната држава е уништена и безбедноста на граѓаните е загрозена. Овие дилови со криминалното подземје ќе имаат далеку сежни последици за државата. Македонија не може да биде правна држава додека криминалците прават што сакаат без никакви последици. Ви благодарам.